Klimatskите промени и колку ние како држава и локални единици сме подготвени да се справуваме со последиците од ваквите временски дисбаланси. Според првиот човек на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, владата има квалитетна 10-годишна стратегија за подобрување на квалитетот на животот преку обезбедување на поголеми водни површини. Во таа насока, општина Штип до владата достави 4 предлози за изградба на мали акумулации, и тоа брана на реката Отиња, на Козјачка река, на Балталиска и на Судичка река. За сега 2 проекта сигурно дека ќе ни влезат во таа, во програмата на владата. Кои ќе бидат бенефитите доколку се усвои предлогот за изградба на брана на Отиња? Ако влезе во владината програма за изградба на мали акумулации, тоа ќе значи многу за Штип. Прво ќе имаме езеро до нашиот град, ќе значи заштита од поплави, како што ги имавме овие 2 години. Потоа ќе значи регулирање на самата река Отиња, ќе значи промена на самата клима, ќе има услови за рекреација, за релаксација. Сепак од приоритетно значење во моментот е изградбата на магистрален канал од Мантово до Драгоево. Значи сите села ги офаќа, значи Лесковица, Лакавица, Сувогрело, Пукче, Степанци, Селце, Драгоево, Софилари, до Софилари. И мислам дека ќе биде исправена историска неправда према жителите на Лакавичкиот регион, кога водите од Лакавица беа преусмерени по вечачки пат према Радовишко поле. Проектот за изградба на мали акумулации и други водни површини преку кои ќе се обезбедува вода за наводнување и пиење и ќе се влие на подобрувањето на микроклимата, ќе чини околу 200 милиони евра и ќе се реализира до 2025 година.